Zahvalnostka celosno mu pripada samo na Allah te bareke ve ta'ala, pošto samo Allah dželle ve ala je dostojan da mu se reče hvala. Nije si to ovdje što smo prisutni, do zahvalujeme govorimo od Allah te bareke ve ta'ala, da svi te dobrini i nimeti ubavini što Allah dželle ve ala ni dava do den deneska, i do zahvalujeme govorimo od Allah te bareke ve ta'ala. Za ovaj kratok život Allah dželle ve ala da nje uzmoži, da go živejeme kako muslimani i da nje uzmoži Allah te bareke ve ta'ala da ubiramo kako muslimani. Ko molime возвишениот Allah te bareke ve ta'ala тој ден кога на сите нас ќе ни биде најтешко, а тоа сигурно е дека е судниот ден. Го молиме Allah te bareke ve ta'ala, Allah dželle ve ala да ни ги опрости гревовите. Allah te bareke ve ta'ala денешниот ден што сме го поставили само за Allah, го молиме Allah dželle ve ala да не се направи завес со судниот ден. Го молиме Allah te bareke ve ta'ala да не суди судниот ден со неговата правдина, како што вели Ибн Кајим ал-Џаузи рахметуллахи алейх, ако Allah те бареке ve ta'ala не суди со правдината што сме направиле ние, така да издегуваме кај Allah те бареке ve ta'ala, кај мисълот на Allah dželle ve ala, сите ќе влегуваме во џеннет. Но ако Allah те бареке ve ta'ala и ние нон-стоп го молиме Allah dželle ve ala да не суди со неговиот рахмет, да не суди со неговиот рахмет, ако не суди Allah dželle ve ala со неговиот рахмет, ние имаме голема нада кај Allah те бареке ve ta'ala, дека Allah dželle ve ala е милостив, дека Allah те бареке ve ta'ala ќе не стави на неговиот рахмет, пошто ние денеска на нас сите би се сушило, значи, грлото. Значи, на секој човек така по природа му се пие и му се јаде. Зашто Allah те бареке ve ta'ala го направи така. На кого ќе му се суши грлото во дуњавот, нема да му се суши во ахирет. Ова Allah те бареке ve ta'ala го гарантира, браќа. Кој ќе му се плаши на Allah те бареке ve ta'ala во овој дуњавот, му се плаши на Allah, ги прави фарзовите на Allah те бареке ve ta'ala. Кога доаѓа вакто за намаз, значи сима овде си доаѓа на намаз и ги клања 5 вакти намаз. Кога доаѓа месецот на Рамазан, значи го пости месецот на Рамазан. Кога доаѓа зекатот и хаџот, ако има можност, значи ги прави овие работи. Зошто ги прави муслиманот овие работи? Зошто му се плаши на Allah. Зошто еден муслиман бега од харамите? Зошто му се плаши на Allah те бареке ve ta'ala. Ако му се плаши во дуњавот на Allah те бареке ve ta'ala, во ахирет нема што да се плаши више. Пошто Allah те бареке ve ta'ala инсталирал во човекот еднаш кога се плаши. Ти или ќе се плашиш во дуња, во ахирет нема да се плашиш, или во дуња ќе иде све равно и во ахирет ќе се плашиш нормално. Ако не си ги прави фарзовите на Allah, ако не си постал во Рамазан, ако не си давал зекат, ако не си одишол на хаџ, значи ако си чекал во харами, ова што е? Ова е равно. Човекот равно е, не му се плаши на никого, може ги прави. Allah те бареке ve ta'ala го искушил со богатство и ги прави работите, ги прави харамите, прави зина, зима камата, значи прави гревови, но овде во дуњавот го можеш тоа. Allah те бареке ve ta'ala го остави слободен неговиот роб. Но во ахирет, браќа, затоа Имам Ахмед рахметуллахи алейх рекол, најголемо искушение на робот, на Allah те бареке ve ta'ala во дуња, што е? Да верува во ахирет. Многу е лесно, брат, со уста да речеш дека јас верувам, Allah те бареке ve ta'ala е еден, јас вака, јас така. Значи, многу е лесно ова да се зборува, но тешко е да се става на дело. Тешко е да се стави на дело, пошто Рамазанот отвори, затвори очи, ќе му доаѓа крајот, браќа. Што правиме после Рамазан? Дали ние сме сезонски муслимани или сме муслимани 365 дена? Кога го сака Allah? Кој роб го сака Allah? Тој што цела година му паѓа сежде на Allah те бареке ve ta'ala. Тој што ни една секунда не го заборава Allah те бареке ve ta'ala. Тој што секоја секунда прави зикр кон Allah те бареке ve ta'ala. Ќе го спомне Allah те бареке ve ta'ala. Овој човек, кога ќе умира,
сите го остават сами. Сите го остават сами. И ние многу пат дженазиња сме испратили од овде. И сме видели дека останува сам. Се враќа фамилијата и богатството останува на место, он останува сам. Но тој човек што ги направил фарзовите на Аллах Тебарека ва Теала во дуњава, тој човек што имал можности да прави гревови, но не направил гревови заради тоа што му се плашил на Аллах Тебарека ва Теала. Овој човек сите ќе го остава сам, ама Аллах не го остава.